Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Беким Сали, првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања. Ирина Бужаровска, воспитувач во детската градинка Мајски цвет, и Блаженка Мицевска-Пејкова, правник во банкарски сектор и офицер за заштита на лични податоци. Останете со нас до 11 часот. Добро утро во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, така ќе биде и во овој дел кога на оваа веќе позната трпа се обединуваме различни профили, различни професии и уште позабавен и креативен начин тоа го правиме и представуваме во вашиот дом. Домакинки во овој дел од денот ќе бидеме јас и мојата драга колешка Бисера. Бисера и официјално пред камерите. Добро утро. Добро утро, Александра, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи кои се разбудија заедно со тебе ова утро. Од 6:45 часот го испивте првото утренско кафе. Подгответе го и второто, бидејќи имаме одлични гости, како и секоја утро, различни професии, ќе ги слушнаме сите актуелности и информации од нив. Да ги поздравиме уште еднаш, Александра. Така, најавата одеше веќе од 3 напладне и голем дел од гледачите со нетрпение ги очекува нашите утрински гости, но како што е редот да си ги поздравиме уште еднаш. Веднаш до мене Ирина Бужаровска. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во утринската на Здраво Македонија. Добро најдовме. На средина од ова убаво друштво, господинот Беким Сали. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата во ова женско друштво. Така, не сте ни прв пат, но чест ми е да ви имаме сега со нова улога, нова функција државна која што имате во владата на Република Македонија. Да, благодарам. И на крајот ни е Блаженка Мицевска-Пејкова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Да започнеме со господинот Беким. Господине Беким, официјално ја превзедовте функцијата прв заменик, именуван за прв вице-премиер, но што за вас ова именување значеше и што за граѓаните на Македонија? Па за мене е поголема одговорност. Претходно бев пратеник во собранието. Ова е подинамична задача, поголема одговорност, потешки одлуки, покомплицирани одлуки. Так. И секако одвојување поголемо од семејството. А од друга страна, значи, одржување на добри меѓуетнички односи, ангажман за представување на државата надвор од државата, па цело време соработка со институции државни и меѓународни за нашата интеграција во Европската Унија и сето тоа се надевам еден ден да се круниса со зачленување во Европската Унија, затоа што сите ние се стремиме, тоа е процес кој што трае повеќе од 20 години. И тоа е накратко како би можел да опишам позицијата прв вице-премиер, затоа што природата на проблемите со кои што се соочуваме се менуваат секој ден. И тука сме за балансирање, за одржување на тој меѓуетнички однос, имајќи во предвид дека Северна Македонија е држава составена од повеќе етникуми, мултирелигиозна држава. После овој настан после оваа емисија ќе бидам на настан кој што се однесува на меѓурелигиските односи во државата и разноликоста на мојот ангажман е многу голема. Така. Верувам, постојано ги споменувате меѓуетничките односи. Не треба да го заборавиме веќе тоа, бидејќи живееме во држава каде што не е ново, не е несекојдневно, а толку треба да ни е природно да сакаме и целиме кон подобро утре за сите. Да, јас често пати се прашувам истото, дали после 35 години од самостојна Македонија, на државата, ние треба да збориме за меѓуетнички односи и сето тоа. Меѓутоа, за жал, политиката повремено знаела да испушта моменти во кои што представувањето на сите етникуми во државата нема да биде на ниво за сите да се чувствуваат еднакво во оваа држава. И се надевам еден ден да го постигнеме сето тоа за сите етникуми кои што живеат и чувството етничко кое што е во државата да биде представена на соодветен начин. За жал, еден пример ќе кажам. Во собранието ние немаме глас од ромската заедница, немаме глас од бошначката заедница, турската заедница не е представена во власта, во извршната власт. И они се чувствуваат дискриминирано, без разлика дали ние поголемите етникуми сме представени на сите нивоа. Меѓутоа, имаме
етнички групи кои што не се чувствуваат представени. Наша должност е да најдеме формула за сето тоа, за постојано да имаме представување и глас кој што се слуша во јавноста, преку собрание, преку власт, извршната власт, за да можеме да живееме заеднички така како што се стремиме ние цело време. Ете, за жал, се уште не сме постигнале таква една формула и се надевам да се потрудиме да го изнајдеме тоа решение. Така, се надеваме и ние. За да после тоа не го збориме веќе тоа. Така. Да не биде топ тема. Да не е топ тема, но топ тема е влезот во Европа. На добар пат ли сме, господине Сали? Па да, јас во еден момент на една емисија кажав дека никогаш не сме биле поблиску од зачленување во Европска Унија, иако скептицизмот во државата постои меѓу народот, затоа што е долг период. Во македонската срж долг е периодот во кој што се зборува за интеграција. Меѓутоа, со ангажмани на оваа влада актуелна, не велам јас, затоа што сум министер веќе 3 месеци, меѓутоа на оваа власт ангажманот е максимален за исполнување на сите услови кои што се како предуслови за зачленување, за отварање на тие кластери и преговори. Имаме зголемена динамика во сите институции, затоа што секоја институција скоро има нешто што треба да исполни. Дали владењето на правото се институции кои што се вклучени во тој процес. Тука се судството, Министерството за правда, јавната администрација треба се реформира и тоа е многу битен и клучен момент за функционирање на институциите, за граѓаните да можат нормално да ги реализираат нивните барања и потреби кои што треба да се добијат како услуги од страна на државата. И сметам дека овој период, особено до јуни, очекуваме навистина да бидеме лидери во Западен Балкан, како што не именуваат, во процесот на евроинтеграција. Дали сме имале стагнација? Да, во еден период се согласувам дека имаше застој во тој ангажман и се надевам дека сме на добар пат. Така, се надеваме и ние дека сме на добар пат, а кога сме кај европскиот пат и заштитата на личните податоци е нешто што допрва мислам дека ќе биде ставено на агенда. Блаженка како правник во банкарскиот сектор и офицер за заштита на лични податоци, кој се може да биде поставен за ова да го регулира и имплементира? Како офицер за заштита на лични податоци, односно лице одговорно властено за заштита на лични податоци, може да биде согласно законските определби, да има високо образование, лице кое што не е казнувано или против кое што не е изречена прекршочна санкција за вршење на професија, должност или дејност, но најбитно од се е да има стручни познавања од област на заштита на лични податоци, како и практична примена на законските прописи. Кога треба да определиме на лице за офицер за заштита на лични податоци, треба да се водиме од тоа истото може да биде вработено во редовите кај работодавачот, институцијата или да кажеме да е нека компанија приватна и лицето да ги познава внатрешните процеси за да може независно да ги согледа обработките на лични податоци и каде се аномалиите, каде треба да интервенира нешто. Но исто така лицето може да биде вработено и надворешно, односно ангажирано надворешно лице. При поставување на офицер за заштита на лични податоци исто е многу значено дека треба да водиме грижа истото да нема конфликт на интереси, односно да не е назначено за донесување на одлуки на начинот на кој што се обработуваат личните податоци и за целите на обработка на лични податоци. Тие се некои сегменти при определба на офицерот кои што може да доведат во колизија со законот, доколку тоа е во ред, сепак офицерот понатаму си ја знае својата работа, доколку нели го има предусловот да ги има сите предходни знаења и искуство од областа кои што се стекнуваат на различни обуки, сертификати и слични. Така. Но кога сме на кај македонскиот пат, секој знае се за сите и некако сите успеваме се шегувам. Тука ќе надоврзам господјата Ирина која работи можеби најтешката задача во се, а тоа е воспитување, растење на најмалите, најмилите во детските градинки. И најубавата. И најубавата. Ирина, да ме навратиме 10 години назад, колку што ја работите вашата работа, се сеќавате ли на првиот работен ден?
Се сеќавам на секој работен ден во овие 10 години. Првиот можеби не беше толку интересен и возбудлив, меѓутоа вториот бев преполна со адреналин, со возбуда дека ќе го работам она што го сакам, што го замислувам цел живот, она што сум го учела. Меѓутоа не се работите така во пракса и во теорија. Беше интересно, беше Дизниленд. Во еден момент мислев дека се имам под контрола, па излегоа работите од контрола, па ги вратив во контрола и си седнав и си реков, дали сакам јас навистина ова да го работам, дали можам да одговорам на овој предизвик. Добро одговарање пред самите себе. Да, секогаш. Меѓутоа сакам да си ги поместувам границите и да видам докаде можам и колку можам. Тоа беше сепак сам почеток и сам старт исполнен со многу предизвици. Така што мислам дека добро одговарам и ден денес на предизвиците. Да ве навратиме сите, Блаженка, се сеќавате ли вие на вашиот прв работен ден? На првиот работен ден, да. Одамна беше тоа. Да. Се сеќавате ли која емоција ве врзува за првиот работен ден? Па нормално трема, возбуда, непознато нешто, не знаеш што да очекуваш. Нови предизвици? Нови предизвици секако. Се соочуваш со нешто што сите имаат таму искуство. Не си еднаков меѓу колегите таму, меѓутоа сепак треба да имаш нели и самодоверба што веќе си стапил на таа работа, веќе те одбрале, си квалификуван за таа позиција и тоа ти дава самодоверба и мотив, нели, радост да почнеш нови предизвици, нови успеси да редиш. Така, господине Сали? Па и јас мислам дека работам цел живот. Не знам за кој прв работен ден треба да зборувам, ете. Не за овој денеска, министер за европски прашања, за вашиот воопшто во кариера прв работен ден. И што сте работеле прв пат? Сеќавате? Јас, да, како чирак работев кај татко ми од 6 години. Браво, секоја И затоа сметам дека цел живот работам. Меѓутоа како професионалец, како стоматолог во приватната ординација се сеќавам да тоа е 23 мај 2008 година, кога почнав прв ден да работам во мојата ординација. И дури се сеќавам на првиот пациент кој што го имав, мој пријател. Некој мора да ни ја даде довербата за прв пат. И на првиот случај што сум го работел. Мислам дека секој се сеќава на првиот ден, затоа што тоа е возбуда, тоа е емоции, тоа се нели отвараме нова страна во живењето и мислам дека секој се сеќава на тој прв ден. Днеска е наврата 6 години, таткови. Кои се навиките кои што ги учиме, каде некако талкаме како родители, бидејќи денеска е реткост да родителот на своето дете му даде обврска, задача на 6 години, да прави нешто, сите велим, нема, седи си дома, одмори, мама и тато се тука. Така да веќе го губиме она што можеби на некој начин неправилно, да дадеме одговорност на своите деца, бидејќи 6 години се веќе години во кои што свесноста е и така развиена. Да, во тој период имаше моменти кога размислував дали ме сака. Значи, дали сум јас неговиот син, затоа што бев единец од 2 ќерки, 2 сестри имам и 4 братучетки со кои што живеевме во една куќа, меѓутоа одвоена, како 2 дела. И се прашав единец син од 6 ќерки дали така треба се третира, да работи, да се ангажира цело време, одговорност да се побара, мало дете. Тоа се периоди на стекнување на навика за работа. И добрата страна е што сето тоа денес ме носи овде. Да бидам постојано ангажиран, да знам која е општествената одговорност, да знам како се заработува, како се троши. Затоа што доколку ова го немате стекнато како систем кај вас како поединец, потоа не можете како родител да го пренесете кај вашите деца, а секако ако имате општествена одговорност, некоја јавна функција, значи како третирате буџетот, не знам, институцијата во која што управувате, таа условно кажано политичка моќ, како ја менаџирате, како се однесувате со луѓето кои што работат во тие институции.
И сега ми е јасно дека тоа било цел живот инвестирање во позитива. Иако од детството сум го сметал спротивното. Дали сум сакал да бидам слободен. Така. Сум сакал да бидам слободен со пријатели да си играм. Иако тоа не недостасувало, ми тоа било ограничено. Се знае, тие денови може да играш фудбал, овие денови треба да бидеш на работа. И денес дали би постапил исто со моите деца? Да. Ги терам, значи да одржуваат хигиена и ред во своите соби. Барам одговорност отпадоците да бидат фрлени. Значи, тоа е нивна одговорност, затоа што они постојано создаваат повеќе отпадоци, нели? И барам да бидат педантни, да знаат како да се однесуваат во училиште со пријатели, одговорност дека имаат, особено кон нивните најблиски пријатели, кај што седат во иста клупа. И мислам дека тоа е дел од едукацијата, не знам, еве Ирина ќе ни потврди, Ирена може така. да ни потврди да дел, еве, се согласува или не. Се согласува. И мислам дека цел живот работам. Дали вашиот татко е сведок на вашиот успех денес? За жал е починат, не е меѓу нас, меѓутоа мислам дека би бил горд. Иако не беше поддржувач на мојот политички ангажман, затоа што имаше многу инвестирано во мојата професионалност, во Занаетот школувањето, во занаетот, во стоматологијата и политиката ја сметаше како ризична зона за мене, затоа што не можеш ти како занечија праведен, ваков и таков да бидеш дел од политиката, затоа што имиџот е тој. Политичарите не зборуваат искрено, не си искрени, нели, ги менуваат зборовите. Но пример на кој што татко ви ќе биде горд. Покажете му и докажете му дека може да имаме искрен, честен и политичар кој го сака народот и работа за народ. Може ли така да се висува јавно? Тоа е внатрешност, внатрешното кое што ме тера да бидам дел од креирањето на политиките во држава, затоа што сметам дека треба да докажеме дека не се сите исти. Така е. Ако е таков имиџот, мислам дека не се сите исти. И во соработка со колеги, министри од различни институции, гледаме дека не е баш така. Значи, не можам да кажам дека има луѓе кои што немаат добри намери за државата. Околностите некогаш, нели, многу фактори влијаат на дворечни и внатрешни од целиот процес во кој што работиме, да нашите намери не може да се имплементираат, не се гледаат или се во фаза на она како се вели затиши пред бура. Значи резултати кои што денес можеме ние да ги прикажеме, тоа е работа која што во изминатиот период напорно е работено. Така е. Може би затоа ќе ја прашаме и Кај Ирена секогаш има бура во детските градинки. Ирена ќе ја прашаме за спомена господинот Сали дека децата треба да ги учиме на одговорности, верувам дека сите се согласуваме со тоа. Од местење на креветот, соблекување на чевлите, поставување на место, тоа се мали одговорности, но можат ли талентите да се забележат, Ирена, кај малите деца, од мали нозе дали покажуваат за уметност, талент, може би едни политичари или новинарки? Има и тоа. Може да се забележат? Може да се забележат и како може да се забележат. Уметноста е најзастапена во тие години во предучилишното. Нели секој детенце си е различно, меѓутоа да, се забележува и има и многу истакнати дечиња што понатаму се докажале во тоа што е забележано, дали е пеење, дали е уметност. Им посочувате на родителите да работат на тие таленти, да ги развиваат кај децата и да ги поддржуваат? Посочуваме, да, советуваме, исто така, работиме со дечињата кои што изразуваат некаков талент и се надеваме дека и понатаму кога ќе си отидат во градник, кога ќе почнат со училиште, дека и таму ќе се работи на тоа. Така, со Александра зборувавте за време на пред да се вклучиме во живо, дека родителите се во дилема дали да ги чуваат баба и дедо, дали да тргнат во градинка. Да. Кои се придобивките од одењето во градинка? Верувам и баба и дедо кога не чуваат има придобивки, но кои се поголемите придобивки кога се оди во градинка? Првата и основна придобивка е социализацијата. Да.
од домашна атмосфера, од домашен круг затворен, каде што се чуваме како во звонче, како што збориме, како што све ни е дадено на тацна. Во градинка се учиме на самостојност, на дисциплина, на ред, на нешто што е потребно за понатаму да се изгради во добра личност и во добар човек. Јас сум за предучилишното дури да биде задолжително Така. образование, воспитно образовна институција како таква. Имам многу придобивки. Социјалниот момент е најизразен, меѓутоа и понатаму одговорност. Да, тоа е. Тоа се подразбира. Се подразбира се во едно. Од придобивките на детската градинка до придобивките на офицер за заштита на лични податоци. Зошто компаниите треба да го имаат ова, Блаженка? И колку законот тоа го наложува? Да, значи законот е доста ригорозен во тој дел, особено од кога нели оној GDPR, General Data Protection Regulation, кој што е европска регулатива, сите земји членки на Европска унија ги става под еден ист чадор, да кажеме, односно сите имаме иста закон во поглед на заштита на лични податоци, така и Македонија, иако не е земја членка на Европска унија, во овој дел е изедначена како исто како да и е под капата на ЕУ. Нашиот закон е речиси целосно изедначен со GDPR, односно нема нешто што е во колизија со таа регулатива и доста е ригорозен, односно наложува многу обврски за компаниите, за институциите кои што обработуваат лични податоци, меѓутоа и дава доста права на граѓаните, односно на субјектите кои што се носители на тие лични податоци. Се издигнува правото на заштита, да си го побараат самите граѓани, меѓутоа и се многу високи казните и санкциите за оние кои што ги обработуваат личните податоци. Токму тоа е она што става акцент на овој закон, не дека ние претходно немавме закон за заштита на лични податоци, ке нас реално и заштитата на приватноста е уставно право, значи не чекавме ние закон, да, меѓутоа ова е тоа што е ригорозно не само сега кај нас, туку општо во ЕУ, но тоа ќе оди и на глобално светско ниво, имаме и примери кон тоа. Значено е затоа што, како што кажавме, ако не се почитуваат, ако се случи некој прекршок, доколку се повреди некое право на субјектот, санкциите се многу високи и претпоставувам дека ни една институција, нити пак приватно лице, да, не би сакало да се доведе во ситуација да плаќа казни. Мислам, за жал тоа е секогаш ако имаме санкција, тогаш нештото ќе се почитува. Така, има ли вие такви случаи? За санкционирање? Да, и за злоупотреба на лични податоци. Не, во моето искуство не сум имала. Не се ни случило да настане некој голем инцидент. Тие инциденти ќе се слушнати во јавноста, сме имале примери и кај приватни лица, меѓутоа сме имале и кај државни, кај органите на државната власт, што се имаше случајно, меѓутоа дали понатако отидоа се санкционирани или не тука. Да не навлегуваме. Да не навлегуваме. Меѓутоа, како да кажам, јас од банкарскиот сектор можам да тврдам, бидејќи ние имаме наше здружение на кој што се состануваме сите офицери од банкарскиот дел, можам да кажам дека доста сме навлезени во оваа материја сериозно и дека доста законот е имплементиран токму затоа што нели клиентите на банките се меѓу најранливите, особено тука се нели здравствени. Податоците се најранливите. Да, и податоците бидејќи се финансиво прашање, да, може да се случат злоупотреби, но тука се и здравствените институции кои што треба исто така посериозно затоа што имаме сензитивни податоци, здравствениот податок е доста сензитивен податок што може да доведе до високи повреди на правата на субјектот. Така да јас за мојот дел можам да кажам дека работиме на тоа и сме така и да остане професионално. Таква слика имам и за нашата земја дека се имплементира законот. Споминавте светски, таа е наша, има светска идеја. Ирена, даделка на свадби. Една идеја која допрва ќе ја види светлината на денот и во септември имате и првата свадба. Така е, точно. Споделете ни за ова. Нема некоја романтична и спектакуларна приказна околу тоа како ми дека ми дошла идејата, дека сум истражувала, дека не знам, сум се разбудила една вечер и ми текнала. Едноставно таква приказна. Да направиме така повпечатливо, повпечатливо. Впечатлив е моментот што нели социјалните мрежи, рилчиња ми прати братучетка ми види интересна идеја. Од првен не сакав дури ни да погледнам, добро викам, ајде ќе видам подоцна.
И после еден час, кога видов зашто станува збор, едноставно нешто се разбуди во мене, станав, доцна вечерта, почнав да истражувам, да гледам дека го нема тоа кај нас, да видам како функционира во другите земји, што е всушност ова, и реков, ова сум целосно јас, комплетно јас. Потребата од ова во моментот е преголема. И така си се роди идејата и реализацијата на истото, на Wedding Nanny. Одлично. Веќе првата свадба е закажана, здраве во септември. Да. Се надевам дека до тогаш ќе има уште многу свадби. Благодарам, и јас се надевам. Кој е целиот тим кој стои за ова искуство? Сите во тимот сме вработени во детска градинка. Педагог, дали сме педагози, психолози, негователи, воспитачи. Тоа се Бисера, Анета, Ангела, Нина. Голем И поздрав јас. до сите. Поздрав до сите. Тоа е тимот кој што стои, сите сме стручни во својата област, со долгогодишно искуство. И Што е многу битно за доверба на најмилото и најдрагото. да, па воопшто не е едноставно. Така. А каде ќе бидат згрижени тие дечи? Доаѓаме, пристигнуваме на местото на прославата, Вие церемонијата, доаѓате на свадбата. лице место. Ние, да, со наши реквизити, играчки, книги прилагодени на возраста на дечињата. Им правиме активности таму, дали ќе има детска масичка дотерана, имаме шаторче, имаме разни реквизити кои што ќе ги користиме. Во претходен договор со младенците ни требаат информации нели за дечињата, да нема случајно Колку деца ќе се присутни, ќе колку видиме и деца се фотографија присутни. од ова, затоа што низ фотографија поубаво може да го раскажеме. Но пред да ни се случи нешто убаво, за жал во светот ни се случуваат и неубави работи. Господине Сали, бевте во Киев, Украина, каде што за жал светот пишува една поинаква историја. Какво искуство понесавте од таму? Да, присуствував на 4 годишнината од агресијата на Руската Федерација врз Украина. Тоа беше комеморативен настан во кој што учествуваа сите државници од Украина и од повеќе европски држави. Јас учествував во име на владата на Република Северна Македонија како држава која што ги поддржува украинскиот народ и украинската држава и нивната територијална независност. Ние сме меѓу првите држави кои што позитивно одговориле на поддршка на Украина во 2022 година, кога во тој период бев министер за здравство и во таа година бев петта држава по поддршка во износ материјален кој што тогаш го дадовме во Украина. За жал, од една страна имаме развој на технологии, на знаење, на културата и сето тоа, а од друга страна па имаме безпрекин војни и конфликти кои што го згрозуваат животот на граѓаните во планетата. Не зборувам за одредени региони, затоа што веќе поимот војна зона и сигурна зона веќе мислам дека е во сива зона и нема безбедни зони во кои што може да се живее мирно, затоа што доколку не е конфликтот физички, тогаш е економски ни рефлектира во секојдневието и за жал човештвото се уште не успеа таа енергија своја да искористи за мир во светот, иако пораките се постојани за мир, за соживот. Ние ја поддржуваме украинската држава. Моите состаноци беа на високо ниво со министри и искажавме поддршка за нивната влада, за нивната интеграција во Европската унија, затоа што сме во ист процес. За жал, они поради конфликтот имаат некој делумен конфликт, делумен застој, меѓутоа морам да признам дека бев изненаден од нивниот ангажман институционален за да бидат дел од Европска унија. И во состојбата во која што И во состојба на војна и во состојба на преживување енергетско, затоа што они една информација веќе 4-та година функционира со 20% од капацитети електрични. Така.
Значи, Кога е војна се е некако ставено под знак прашалник како функционира, но во интерес на времето ќе ве ослободиме бидејќи сте на друг настан каде што значајна е вашата улога. Ви благодарам на дененото време и внимание да ово утро бидете заедно со нас и со утринската на Здраво Македонија. Ќе ве поздравим и верувам дека значајен е придонесот и на настанот кој што ги обединува верските заедници, а треба да сте дел. Ви благодарам, а на нашите гледачи и натаму им посакувам да го задржат вниманието, бидејќи нашата Блажанка и така има една интересна хоби за која што ќе поразговарам, а со кога, ако не со незината помала или помлада половина. Во овој дел од студиото ми е Мелани. Добро утро за Мелани и за незиниот миленик. Мелани, добро утро. Да го покажеме и прикажеме овој миленик кој што е толку или можеш да го дадеш во моите раце? Да, може. Ти благодарам. Милани, здраво. Кој одделение си и што е ова што го имам јас во моите раце? Јас сум 7 одделение. Така. Ова е расата померанец. Така. Машко е, Оскар се вика. Оскар е како вистински Оскар. Милани, интересно е што вашата мајка има интересно хоби кое што се роди со вашата желба да имате миленик во домот. Така ли? Да. Вие одлучивте да тоа е семејството кралски померанци. Дали е кралско чувството да се има кралски померанци во домот, Милани? Да, многу. Многу? Да. Колку време, бидејќи сте 7 одделение, колку време ви се дадени од врските кои што се дадени за грижата на овие кралски померанци? Па јас во текот на денот, кога не сум во училиште, кога ќе се вратам од училиште, пред училиште, се грижам за нив. Им давам да јадат, ако ги испијат водата, им ставам вода, си играм со нив. Дали ги чешлате, дали ги правите вака убави, како Да. што се бидејќи неголемата грижа е грижата за визуелниот дел кој кралските померанците како ја бараат оваа грижа. Така, Оскар? Да. Дали помагате во нивно визуелно одржување, Мелани? Или за тоа е задолжен некој професионалец? Па тоа мама ги бања и ги шиша. Мама ги бања и ги шиша, добро. Бидејќи она знае тоа многу да го направи, има искуство, а јас знам да ги исчешлам, да ги исчешлате? да ги дотерам, да им ставам машна. Колку вашите другарки се почесто во домот заради присуството на овие прекрасни животни? Дали почесто ве посетуваат другарки, другари, баш за да си играат и да се дружат со нив? Па да, може да се каже. Може да се каже? Да. Дали се тие наградувани? Дали имаат награди? Да. Имаат, ги наградуваме за... Одлично. Што значи искуството на присуство на настан каде што треба да се земе награда? Надпревар. Па надпревар, кога ги носиме на надпревар и Така. кога ги такмичиме со повеќе кучиња. Колку повеќе чувство на одговорност ви дава животните, присуството на животните во домот? Па многу. Да? Да. Да станете, кој ги шета најчесто наутро? Бидејќи како велат миленикот треба да го прошетаме рано изутрина за да биде среќен и задоволен. Кој е тој што во 7 или во 6 како е да излегувате наутро со нив? Па Пред училиште или од како ќе се вратите, Милани? Па тие општо дома сидат на пелена, ама кога ги шетаме, јас ги шетам или мама или... Значи се едноставно. Да. Еве, јавно да дадеме препорека зошто треба да имаат кралски померанец дома. Па сите кучиња, сите раси се многу мирни, ама они се некако посебни, малецки, така не прават многу бели, не, многу се мирни. Многу се едноставно. Да. И кога се помали, многу сакаат да си играат. Кој се грижи за овие аксесорис, кои што ги има, за овој накид кој што го има Оскар, да биде вистински Оскар? Или за тоа е мама задолжена? Име. Па, Заедно. Мама надополнува. Ова е Мелани Пејкова, која заедно со незината мајка се грижат за најубавите и најзлатните милиници кралски померанци. Ја поканивме Мелани, бидејќи и децата во домот треба да имаат одредена функција. А ние секогаш сакаме да прикажеме и докажеме дека домот е местото каде што радоста и задоволството треба да ги имат. Мелани, ти благодарам. Благодарам и вас што не гледате. Не го менувајте каналот, бидејќи Оскар ќе биде Оскар и на нашата трпеза. Останете заедно со нас и по рекламите.